над 20 невладини и граѓански организации, но и голем број жители на градот Скопје, кој патем еден од најзагадените градови во Европа, се собра овде пред владата на Република Македонија, од каде ќе го започнат мировниот марш за почист воздух. Граѓаните бараат од владата конечно сериозно да се фати со ова прашање и да почне да го решава еколошкиот хаос во државата. Промени се бараат во неколку сегменти, но за тоа конкретно кои се барањата на граѓанскиот сектор, разговараме со господинот Драги Змјанац, основач на првата детска амбасада Меѓаши. Господине Змјанац, добар ден и добре дојдовте во вестите на телевизија 24. Вие заедно со останатите невладени организации и граѓански иницијативи изготвивте неколку краткорочни и среднорочни мерки за решавање на овој проблем. Кои се еве мерките што ги предлагате и дали се веќе доставени до надлежните институции? Мерките се доставени е една од најглавните мерки, значи О2 коалиција и прва детска амбасада Светот Меѓаши со 20 граѓански иницијативи. Мерките се сакаме чист воздух. Значи секој второ дете има астма, бронхитис или проблеми со респираторните органи. Тоа значи дека не смееме да дозволиме да се случи еколошка миграција од Скопје и бегство кон некои други градови, како што забележуваме дека граѓаните навистина мора да преживуваат, посебно кога есен, зима и пролет Скопје е енормно загадено, има на аеро загаденост. Слушнавте активистите тука велат сакаме чист воздух. Дојдени се многу средношколци. Денеска имавме мировен марш и во Виница, и во Велес, и во Гостивар, во Дебар и Скопје. Сметаме дека само на тој начин што ќе извршиме политички притисок оваа власт сериозно да ги земе предвид нашите мерки, како што кажавте, среднорочни, краткорочни, но и долгорочни, испорачани се минатата недела до Министерството за животна средина. Забележуваме некаков позитивен сигнал од владата и од Министерството за образование и наука ни даде согласност и поддршка да навистина денеска средношколците и основците го посветат меѓународниот ден на мирот на чист воздух и здрава животна средина. И доколку се случи промена, ние ќе ги пофалиме и народните пратеници и владата, но доколку нема исчекор напред и не се испочитуваат нашите барања, ние ќе се јавиме повторно, ако не со марш, со протест, и ќе ги подсетиме дека сме тука и дека само на тој начин, дека ова е животно прашање, дека не само нашите деца, туку и сите граѓани го е загрозено уставното право и правото на живот. Доколку не се сериозни во намерите кои ние ги испорачавме, ќе не гледаат почесто пред влада. Така, мотото на денешниот марш е сакаме развој, но не по цена на здравјето. Која е цената што граѓаните ја плаќаат? Знаете што, значи има голема цена во остварување, има профит и се забележува дека има доста институции, би рекол бизнис корпорации кои остваруваат профит на сметка на здравјето на луѓето, но цената што луѓето ја плаќаат за миграција од другите градови во Скопје и кои живеат во Скопје, ја плаќаат многу повеќе отколку што средствата кои ги заработуваат може да им обезбедат превенција од проблемите кои со седењето и работењето во Скопје можат да ги санираат. Ќе кажам, Скопје станува многу урбано, станува многу индустриализирано, многу населено. Едноставно Скопје не може да диша. Не може да диша затоа што имаме се помалку тревни површини, се помалку дрва, имаме едноставно енормна загаденост и срамота е во светот Македонија да биде рангирана со 4 најзагадени градови, меѓу кои и Скопје. Тука со нас е и Тетово, тука со нас и другите градови ни даваат поддршка. Сметам дека владата мора сериозно да ги земе нашите мерки во предвид и покрај тоа што ни нудеа за време на маршот и пред маршот, вчера имавме пресконференција тука да соствариме средба со нив. Ние им рековме ќе почекаме малку да ги слушнеме барањата на граѓаните, а потоа ќе преговараме со вас доколку го добиеме мандатот и легитимитетот од граѓаните и довербата која очигледно ја добиваме, тогаш можеме да се јавиме на преговарачка маса, но тогаш навистина ќе бараме поголем притисок и ќе вршиме поголем притисок она што ќе го побараме да го испорачат и тоа во одредени временски рокови кои ќе бидат брзо ефикасни, барем на одредено време, за да не извикуваме пароли со висок PM 150, него ќе бараме навистина прагот да се намали на 50. Така, и токму во тој контекст и моето следно прашање, значи граѓаните и претходно со години назад алармираат за овој проблем. Колкав беше слухот на надлежните институции досега од една страна, но и од друга страна колкава е и одговорноста на самите граѓани, посебно во вакви акции за да се вклучат, за да извршат нели притисок врз институциите? Сушност нас граѓаните со нивното присуство ни даваат како граѓански организации иницијативи да извршиме притисок над државните институции и тоа е она што нас не радува и ни дава охрабрување да продолжиме. Но она што ќе кажам дека правото на живот и чиста животна средина е загарантирано со Уставот.
за децата и со Конвенцијата за правата на детето, ние ќе реагираме се додека не се направи позитивна промена. Господине Змијанов, ви благодарам многу за гостувањето. И ја вам за поддршката. Ви благодарам. Како што кажавме, мировниот марш за почист воздух започнува одовде од пред владата на Република Македонија, се маршира и во другите градови низ Македонија. Еве како што гледаме, граѓанските организации, граѓаните се мобилизираа, останува да видиме дали и колку надлежните институции ќе се мобилизираат околу овој проблем.